2/3 од вработените во Македонија земаат подпросечна плата. Според податоците од Управата за јавни приходи, во јануари годинава речиси 390.000 вработени земале под просекот за првиот месец од годинава. Според официјална статистика во Македонија, во 2023 година биле вработени над 688.000 лица, што значи дека за 56% од вработеното население просечната плата со која власта се фали на сите страни останува само пуста желба. За месец февруари 2024 година, нето плата до 39.542 денари била пресметана на 365.321 вработен. Бројките се повеќе од јасни. Со една просечна плата од скоро 40.000 денари не може да се задоволат ни основните потреби на едно 4-члено семејство. Минималната синдикална кошничка изнесува скоро 1.000 евра во март, или со една просечна плата се помни само 67%, што значи дека дури и ако двајца родители се на минималец, нема да може да си го прехранат семејството. И граѓаните не се служуваат со фалбите на власта. Велат дека во Македонија ретко кој заработува просечна плата. Не, нема врска тоа. Тоа е само лага. Не ми се верува, да ви кажем искрено. Затоа што многу има испод ова минимална плата, што е минимална пензија. 22-3 изима некој и 60-70, ама просекот е околу 20 нешто. Негде околу 300-350 евра, тука негде мислам дека се движи. Не се зима, не. Има многу сиромашно живеат луѓе. Според последните податоци, просечната плата во Македонија е за 500 денари помалку од декември минатата година, кога изнесувала 39.998 денари. Власта и овој пат не пропушти да се пофали дека благодарение на успешните политики платата пораснала. Статистички е така, но при фалбите не споменуваат дека во просекот влегуваат и нивните покачени плати за 78%. Стапката на инфлација за овој месец изнесуваше 3,2%, што зборува за реален раст на платата и куповната моќ на граѓаните за 13,3%. И додека власта се фали, Македонија изминативе месеци се најде на дното во регионот по висина на минималната плата. Растот на минималецот од следниот месец ќе го зголеми просекот повторно, но тоа ќе биде само на хартија. Оти стандардот нема да се подобри, зашто голем дел од вработените живеат со минимални приходи.